Добар ден на сите. Бидејќи имаме кворум, можеме да започнеме комисијата. Врз основа на член 47 од статутот на општина Битола, свикувам седница на комисија за спорт, млади и рекреација на Советот на општина Битола на ден 18.4.2020 година, денес, со почеток во 8:30 часот, со предлог на следниот дневен ред. Прва точка, годишен извештај за реализација на програмата за активности во областа на спортот и младите во општина Битола за 2022 година. Втора точка, локална стратегија за млади на општина Битола за 2023 до 2027 година. И трета точка на дневен ред, акцијски план 2023-2024 година кон локална стратегија за млади. Ќе започнеме со прва точка на дневен ред, значи годишен извештај за реализација на програма за активности во областа на спортот и младите на општина Битола за 2022. Представникот општина ни е Гордана, ќе ни образложи. Повели Гордана. Добро утро, председателе. Почитувани советници, во прилог ви е доставен годишниот извештај за реализација на програмата за активности во областа на спортот и младите за 2023 и од вкупниот планиран буџет на програмата за активности во областа на спортот и младите за 2022 година од 71.088.000 денари, остварени се 70.880.000 денари со разлика од 208.000 денари, со тоа што процентна реализација на програмата е скоро 100%. Во делот на акциониот план, во врска со јавниот повик, реализирани се 1.340.000, во врска со јавниот повик за поддршка на индивидуални спортисти од 500.000, потрошени се 507.000, спортски манифестации од 1.000.000 денари, реализирани се 800.000 денари, училишен спорт од 1.000.000 денари, реализирани 560.000 денари, професионален спорт од 65 милиони денари, реализирани 61.250.000, спорт за сите остварени се сите реализирани 400.000 денари и во дополнителни утврдени активности од кои спаѓаат женски спортски клубови и издруженија, програми и проекти за активности за лица со попреченост и спортски планинарски скијачки клубови од 6 милиони, реализирани се 5.400.000 денари. Во делот на млади, за поддршка на проекти за млади од 600.000 денари, реализирани се 180.000 денари. И уште спортски објекти и опрема, реализирани се едниот дел 500.000 денари, а во спортска опрема и реквизити имате поделена на сума, ова значи дека делот од сумата е платена во 2023 година, а реализирана во 2022 година. Ви благодарам. Благодарам, Гордана. Прашања, колеги? Бидејќи нема прашања, ја ставам прва точка на гласање. Кој е за, молам да крени рака. 4 гласа за. Благодарам. Преминуваме на точка број 2. Локална стратегија за млади на општина Битола за 2020-2027 година. Гордана, повели. Благодарам, председателе. Во врска со овие две точки, треба да спомнам дека општина Битола подпиша меморандум за соработка со коалиција на младински организации сега и во делот на меморандумот, покрај тоа што коалицијата на младински организации обезбеди обука на службеникот за млади и локалниот совет за млади, исто така имаше обврска и да спроведе стратегијата за млади и акцијскиот план. Денес имаме представник од коалицијата на младински организации сега. Па ќе ве молам, председателе, ако сакате да му дадете збор на представникот. Да, повелете. Благодарам, почитувани локални советници. Јас се викам Зоран Илиевски. Опозиција сум извршен директор на коалиција на младински организации сега. И моја улога кратко да ве запознам со процесот кој што го обезбедивме или овозможивме за општина Битола во насока на креирање на локалната стратегија за млади. Инаку овој процес е во една поголема рамка како дел од европски проект со кој што се овозможи во Македонија на 4 општини да се помогне да се фасилитира процес на креирање на локална стратегија за млади. Во таа насока за самиот процес беше обезбедена
висока експертиза од гледна точка на методологија на креирање на вакви документи за национално и локално ниво, по која што методологија се осигура максимално учество на сите засегнати страни во процесот на креирање на стратегијата, вклучувајќи ги младите, институциите, организациите, институциите кои што делуваат на локално ниво. Во тој процес во Битола се спроведе локално истражување за потребите на младите, понатаму се формира работна група која што го водеше целиот процес на подготовка на стратегијата преку низа на средби работилници беа изготвени основните насоки за самата стратегија во која што според претходно направената анализа во самата стратегија се дефинираат стратешки приоритети, цели и активности кои што треба да се спроведат во наредниот период. Инаку само да напоменам дека обврската на секој од општините за подготовка на вакви стратешки документи за младите произлегува од Законот за младинско учество и младински политики, донесен 2 јануари 2020 година, според кој што секоја единица на локална самоуправа има задача да изготви собствена засебна стратегија или политика за млади, и тоа во пократок рок од 6 месеци од донесување на законот. Битола, како и сите најголем дел, или би рекол сите општини во Македонија, задоцнија во тој процес, но сепак Битола помеѓу првите кои што ги следат новите насоки и обврски спрема законот, и се првите 4 во Македонија кои што креираат вакви документи. Значи, кажувам и од друга страна и придобивките како општина, односно како грижа на општината за младите во еден таков стратешки период. Во согласно со стратегијата се уствоени, односно се предвидени неколку стратешки приоритети или стратешки во делот таа стратешка рамка. Прв приоритет е младинското учество, понатаму втор приоритет е младинското информирање, трет приоритет во самата стратегија е младинската работа и четврт приоритет е образование за младите. Во сите овие приоритети кои што се утврдени со овој документ се предвидени соодветни цели кои што треба да се постигнат преку адекватни интервенции или активности. Составен, да не ги читам, мислам да не одам по целите активностите, само начално ги презентирам приоритетите. Понатаму во областа 5, култура и спорт, е составен дел од приоритетот. Приоритет број 6 е здравје и приоритет број 7 е предприемништво и подршка при вработување на младите. Осмиот приоритет е безбедност на младите, кој што воено е последен приоритет од локалната стратегија за млади. Морам да напоменам исто така дека истата стратегија е синхронизирана со националната стратегија за млади и токму заради тоа се отслика нови 8 приоритети, како државните, така на локално ниво, но со различен опсег на предвидени активности кои што треба да се спроведуваат. Тоа е основата во која што оваа стратегија се потпира и составен дел од самата стратегија се внесени и деловите кои што се базираат на истражувањето, и сметам дека со усвојувањето на овој документ како официјален документ на општината, дополнително истражувањето ќе даде насока или институционална рамка за сите останати институции или организации на локално ниво кои што понатаму подготвуваат проекти и активности за млади, ќе може да се подпираат нови релевантни податоци кои што ги носи ова истражување. За акцијскиот план како посебна точка може да избрифираме за акцијскиот план. Во генерални рамки сакам да кажам дека самата стратегија е изготвена по основна методологија која што е примената и во останатите европски земји. Гледавме да го пренесеме и европското искуство тука кај нас, за да обезбедиме не само локална експертиза, но да обезбедиме што поголемо граѓанско учество во креирањето на вакви документи кои што се од интерес на граѓаните. Составен дел во процесот на подготовка на стратегијата беше и подготовка на акцијен план, кој што ги осликува активностите, односно ги осликува плановите во наредните години
од аспект на активности кои што треба да се остварат, односно да се реализираат за да се остварат предвидените стратешки цели и предвидените резултати. Па така во сите 8 области акцијскиот план носи многу поспецифични активности кои што адекватно на предвидениот опсек и има предвидено и соодветен буџет, односно буџетски интервенции за реализација на активностите. Во она што сакам да го истакнам во овој дел дека акцијскиот план обезбедува не само тип на активности во кои што ќе се вклучат младите од Битола, ќе се вклучат и активности, односно во активности ќе се вклучат и останати институции и организации, се со цел да дадат поттик и придонес на подобрување на животот на младите во општина Битола и имат и сет на активности и обуки кои што се наменети и за советникот, службеникот за млади, и за членовите на локалниот младински совет, но и за представници на локалната самоуправа, односно советот на општината, посебно се надевам дека и представници на комисијата, се за цел да се сензибилизираат по однос на прашањата кои што се клучни проблеми идентификувани со стратегијата и со акциониот план. Повеќе доколку ви треба информации во врска со акциониот план и со стратегијата ви стојам на располагање. Ви благодарам. Дали има прашање во однос на втора и на трета точка, бидејќи образложивме и трета точка? Повели Петар. Имам прашање во врска со втора точка. Споменавте дека е спроведено истражување, дали може повеќе податоци околу истражувањето, односно на колку млади е спроведено на територија на општина Битола и дали учествувале и други младински организации освен тие што се во коалицијата? Апсолутно. Благодарам за прашањето. Истражувањето е спроведено врз база на репрезентативен примерок кој што се однесува на младата популација во општина Битола. При тоа беше спроведена методолошки, беше спроведена онлайн анкета и истражување за млади. Беа вклучени интервјуа со клучни членители на локално ниво институции и невладини организации кои што беа поканети и се вклучија во самиот процес. Конкретно на прашањето, сакам да посечам дека независно од членките на коалиција сега, локалната стратегија за Битола и за младите од Битола и сите организации кои што имаа интерес се вклучија во процесот. Кој што, викам, има интерес или првично е составен дел од нивната работата со млади на локално ниво и можам да потврдам дека сите организации кои што пројавија интерес беа дел од процесот и на работната група и на јавната расправа во секој чекор од процесот на подготовка на стратегијата. Благодарам. Петар. Дополнително, како бројки дали ги имате како податоци, пример, колку млади биле вклучени во анкетирањето, бидејќи на територија на општина Битола имаме податоци со последниот попис дека околу 13.000 млади имаме на територија на општина Битола и колку младински организации како бројка биле вклучени. 1, 2, 3 организации, кои пројавиле интерес. Така. Точно е, значи, според последниот попис 13.320 млади луѓе на возраст 15 до 29 години живеат во општина Битола и репрезентативниот примерок се базира на минимум 10% од популацијата. Подетелни информации од анкетата, од собирањето на податоци од анкетата можам дополнително да ви испратам, да ви доставам од делот, бидејќи анкетата беше онлайн, може да ви доставам и примерокот од опфатената млада популација, во делот на вклучување во работните групи и невладини организации, сигурно повеќе од 10 невладини организации се вклучија во самиот процес. Благодарам. Други прашања, колеги? Бидејќи нема други прашања, а ги образложивме и точка број 2 и точка број 3, ќе ги ставам на гласање. Значи, втора точка ја ставам на гласање локална стратегија за млади на општина Битола за 2023-2027 година. Кој е за, ве молам да крени рака? 3 за, против? Воздржани? Со 3 гласа за и 1 глас воздржан, втората точка се гласаше. Трета точка ја ставам на гласање, тоа е акцијски план 2023-2024 година кон локална стратегија за млади.
Кој е за, молам да крени рака. Кој е против? Воздржан? Со 3 гласа за и 1 глас воздржан се гласаше третата точка. Со ова е исцрпен дневниот ред и ја прогласувам комисијата за завршена.